Добар ден, почитувани. Стартува најновата Телма амбуланта. Загадениот воздух е закана и за здравите и за болните лица. Долгорочната изложеност дури на ниски нивоа на загаденост драматично го зголемуваат ризикот од сериозната обструктивна белодробна болест, астма, диабетес и низа други заболувања. Истражувањата покажуваат дека во светот 8 милиони луѓе умираат како последица на овој проблем. Оваа зима постои ли начин во Македонија да се заштитиме од енормното загадување на воздухот? Ке ни појасни денешната гостинка, професор доктор Деска Димитриевска, пулмолог и алерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Ке пуштиме блок реклами, а веднаш потоа стартува денешната Телма амбуланта. Живееме во пандемија со загаден воздух. Може ли да се заштитиме од загадувачите во воздухот? Ќе прашаме денешната гостинка, професор доктор Деска Димитриевска, пулмолог и алерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов, поздрав до гледачите. Јас веднаш ќе започнам со данската студија која што објавија минатата година дека дури и ниските нивоа на загаденост на воздухот, кои што се присутни долгорочно, може драматично да го зголемат ризикот од појава на обструктивна белодробна болест кај здравите лица. Ако ниски нивоа на загаденост на воздухот предизвикуваат ваков сериозен проблем, ваква сериозна болест, тогаш што можеме да кажеме за енормното загадување? На што се влијае? Значи, хронична обструктивна белодробна болест во својата генеза, велиме или причина за настанување секогаш има вдишување на честички кои што го дразнат дишното стебло. Така да тоа е болест која што етиолошки е предизвикана од вдишување на партикули на загаден воздух, пушење, работа во загадени простори и така натаму. Меѓутоа, загадувањето на воздухот предизвикува голем број на други заболувања, не само ХОП, туку голем број на болести на респираторниот тракт и, за жал, уште повеќе заболувања на сите органи и ткива во организмот. Ако се вдишуваат партикули на загаден воздух, тоа се всушност хемикалии, субстанции кои што се претвораат во отрови во организмот кои ќе дојдат во контакт со влажна средина, нема орган на човековото тело кој што не страда како резултат на вдишување на овие партикули од воздухот. Значи страда целиот организам? Апсолутно. Организмот и на здравите и на болните лица, но има ли категорија на луѓе кои што се посебно засегнати од загадениот воздух? Најмногу засегнати се осетливата популација. Зборуваме за стари луѓе, зборуваме за млади деца и да не ги заборавиме трудниците во тек на бременоста, а плодот кој што се развива трпи големи последици од загадениот воздух, па можни се различни нивои на оштетување на плодот, од губење на плодот до раѓање на плодови со различни генетски малформации или такви кои што ќе се родат навидум здрави, но потоа во тек на животот развиваат некои заболувања кои што се како резултат на загадениот воздух што го дишала мајката во тек на бременоста. И да не ги заборавиме хроничните болни, нели? Секако тие се популација која што е исто така осетлива на загадениот воздух. Многу повеќе отколку здравата популација, да речем. Кои честички од загадениот воздух всушност се најпроблематични, бидејќи има издувни гасови од автомобилите, потоа гасови кои што ги испуштат од џаците на фабриките, чат од домовите, од огревот што го користат. Што е најкомплексно, најпроблематично или сето ова како склоп создава проблем? Тешко можеме ние да ги поделиме честички од автомобили, честички од индустрија или од домашно загревање. Тоа се хемикали кои што лепдат во воздухот, нивните партикули се со различен диаметар и од таму ги
слушаме изразите за PM10, PM25, PM2,5, тоа всушност представува диаметар на честичката која што ја вдишуваме дишејќи воздух. Сега, најштетни се оние кои што имаат помал диаметар. Значи, оние што се 2,5 се најопасни. Колку е диаметарот на частичките помал, толку тие влегуваат подлабоко во дишните патишта. Затоа што поголемите честички, тие исто ги има во воздух, ние ги вдишуваме, но дишното стебло има своји заштитни механизми, па започнува кашлица, кивање и тие се задржуваат на горните дишни патишта и биваат искашлани. Додека оние малине, најситни, со воздухот влегуваат во малите дишни патишта, одат до алвеолите, од таму преку крвта низ целиот организам и тие се секогаш најинкриминираните и најодговорни за штетните дејства на загадениот воздух. Така, некои истражувачи велат дека во Европа се високи нивоата за дозволено присуство на овие најситни честички PM2,5, дека треба да се спуштат всушност овие концентрации на дозволени вредности, а кај нас се понекогаш 10-кратни повеќе зголемени, што значи дека оние кои што се најситни создаваат всушност и најголеми проблеми, но тие проблеми ние не можеме да ги почувствуваме. За разлика од споминавте ние покрупни честички кои ќе ги вдишаме, па почнуваме да кашламе, па да киваме, па да ни солзат очите. Имаме некои такви симптоми, но кога ќе навлезат ситните честички во дишното стебло, чувствуваме нешто? Така сега, како доктор можам да кажам дека нема дозволени концентрации на честички на загадување во воздухот. Тоа се политички одлуки. Секоја заедница во својата средина пропишува некои пропишани стандарди кои што треба да се следат за да се реагира, за да го заштити здравието на својата популација. Сега, колку е повеќе развиена таа земја, се разбира, води поголема грижа за своето население и они ставаат по ниски вредности како дозволени честички. Колку е земјата по-неразвиена во развој или не води многу сметка за своето население, тие поставуваат стандарди повисоки за да имаат помалку приговори дека воздухот е загаден. Инаку, секоја честичка и една единствена, таа е отров и штети. Апсолутно. Што се однесува до тоа дали ние ги чувствуваме овие честички, верувам дека сите жители на Скопје, па сега последниве години на другите градови го почувствувале тоа. Она што се чувствува во секој момент е иритација на дишното стебло и на очите. Па луѓето чувствуваат дека имаат печење на очите, солзење, течење на носот, кијавица, кашлица и така натаму. Тоа е нешто што се случува како резултат на дразба на дишното стебло во тек на самото вдишување. Но да не заборавиме дека овој дел од честичките кои што ги вдишуваме влегува и понатаму, доаѓа во алвеолите, се раствара во течноста и со крвта оди буквално во сите органи и системи во циркулација, секаде кај што стасува крвта, ги носи со себе и овие отрови. Тука исто така имаме симптоми кои што може да се чувствуваат, но тие се толку неспецифични и ретко кога некој ги припишува на загадениот воздух. Например, луѓето имаат чувство на една општа слабост, малаксаност, апатија, динамија, немаат енергија да се справуваат со секојдневните работи. Потоа се зголемува крвниот притисок, па чувствуваат главоболки, вртоглавици, чувствуваат различни пореметувања на ритамот на срцето. Луѓе кои што имаат, да кажам, шекерна болест, не им е регулиран шекерот, иако примаат редовно терапија. Хроничните болести се влошуваат, па тоа се припишува на разноразни други моменти, а не на загадениот воздух. Така да специфични симптоми и знаци кои што може да кажат дека ова се должи на загадениот воздух, а ова на нешто друго, тешко може да се постави некоја граница. Дури пред некој ден читав некоја статија каде што цело семејство било дијагностицирано дека има грип, не за кај нас, туку во средина каде што има многу мало загадување. На крај кога кажале дека и кучето добило грип,
медицинските работници се посомневале и се открило дека таму имаат некакво емисија поголема на јаглен моноксид и така натаму. Значи, многу е тешко точно да се одреди што е заслуга на загадениот воздух, а што на некои вируси, хронични заболувања и така натаму. Но дали овие PM честички, кои што се многу агресивни и го иритираат дишното стебло, ги влошуваат симптомите на вирусните болести? Бидејќи сега има многу зимски респираторни инфекции. Влошени ли се поради лошиот квалитет на воздух? Загадениот воздух е голем пријател на сите вируси и респираторни инфекции. Тој делува на два начина. Прво, на начин кога ја оштетува слузницата, овозможува вирусите многу полесно да навлезат во организмот и да предизвикаат заболување, нели? А на втората фаза е кога човекот е болен од некој вирус, загадениот воздух е додатна дразба на слузницата кој што го продолжува опоравувањето, па тука сега се здружува и бактериска инфекција и болеста добива многу по-тежок, сериозен карактер и опоравувањето трае многу подолго. Голем број од луѓето кашлаат со месеци во овој период. Може ли тоа да се должи меѓу другото и на загадениот воздух во комбинација со вирусите што сега ни го пишат? Секако, значи прв одбранбен механизам на дишните патишта е кашлица. Кашлицата е заштитен момент кој што се обидува да ги отстрани супстанциите што ја дразнат слузницата. Значи се она што е стигнато во дишните патишта ја дразни слузницата. Нормален механизам на заштита е кашлица за да се тоа исфрли. Така да голем дел од кашлицата во Скопје веројатно се должи на загадениот воздух. Така, ова е убаво да се знае, само да ги поканиме гледачите во денешната Тилма амбуланта да се вклучат во програма со нивни прашања. Професор доктор Деска Димитриевска, пулмолог и алерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија е денешна гостинка, која што ќе ги даде сите појаснувања на бројните ваши дилеми, но секако и наши. А дали загадениот воздух влијае и на карциномот на белите дробови, исто како тоа што го прави пушењето? Да, загадениот воздух е исто така предизвикувач на малегните заболувања. Голем дел од малегните болести се поврзани со загадување на воздухот. Така да, кога набројувавме што се може да предизвика како заболувања, покрај хроничните заболувања, покрај астма, бронхит и така натаму, загадениот воздух може да предизвика и малигни заболувања и тоа, за жал, не само на дишните патишта, туку и малигни болести на други органи и системи, како резултат на она циркулација на хемиските отровни супстанции во циркулацијата, кои што се носат на сите можни ткива и органи. Дали загадениот воздух има истиот ефект како и пушењето? Може да се каже и по-негативен, затоа што во цигарите во принцип се знае што се одржат. Тоа се препарати кои што се направени и тука секогаш знаеме кој е составот. Додека во загадениот воздух мислам дека се уште никој не успеал да докаже кои се хемикали, во каква комбинација, во каква концентрација. Така да и од друга страна на загадениот воздух сме постојано изложени. Со цигарите можеме да се справиме, нели? Пушачот кога е болен не пуши, додека пак болниот човек во Скопје не може да избере кога ќе дише загаден воздух, кога нема да дише, нели? Воздухот е тој. И сите ние дишаме загаден воздух и во нашите домови, и во работната средина, и надворно отворено. Така да, јас лично сметам дека загадениот воздух е дури и повеќе опасен отколку пушењето. А што значи да се биде пушач и да се живее во ваков загаден град? Бидејќи има навистина многу пушачи кај нас. Да, тие имаат два фактори на ризик. Значи, се здружуваат двата отрова и проблемите се многу поголеми. Дури ако се префрлени на електронски цигари, истиот ризик? Електронските цигари се посебна приказна, тие се штетни и во последно време излегуваат студии кои што зборуваат за многу поголема штетност на електронските цигари од класичниот тутун.
Значи тука има голем ризик. Апсолутно. Затоа очигледно ќе треба една цела тема да се отвори. Сега доаѓаме до моментот, сите дишаме загаден воздух и немаме избор, тоа е тоа. Но дали во домовите би можеле да го прочистиме со употреба на прочистувачи на воздух? Секако, постојат прочистувачи на воздух и искрено препорачувам на секој што може да си дозволи тоа. Постојат различни производители, различни перформанси. Јас не се разбирам од техника, но секако прочистувачи на воздух ќе помогнат да се намали бројот на частичките во воздухот, барем внатре каде што нели е стациониран прочистувачот, и во тој случај ќе се намали количината на частички кои што ги вдишуваме додека сме во просторијата која што има таков прочистувач. Бидејќи има студии кои што велат дека и воздухот во домовите понекогаш е позагаден од надворешниот воздух, што значи дека и оној совет да се седи дома за да се заштитиме од загаден воздух не секогаш е делотворен доколку немаме прочистувач. Воздухот во затворените простории е истиот од надвор. Значи тој е амбиенталниот воздух. Сега знаете како тоа се веќе закони на физика, сите ние топлиме дома, па заради температурата, влажноста и така натаму, концентрацијата ако се мери во истиот момент во затворена просторија и надвор, кога е нели полуцијата надвор изразена, е нешто помала, но воздухот е тој кога отвараме прозори врати, истиот воздух од надвор се разменува со тој што е внатре. Што можеме да направиме кога излегуваме надвор, а воздухот е енормно загаден? Дали носењето маска ќе не заштити? Бидејќи еве професор Беќаровски објави некои истражување кои што покажува дека хируршката маска задржува, ако не се лажам, околу 60% од PM2,5 частичките. Не сум ја видела студијата на доктор Беќаровски, но секако вид на маска намалува одредена концентрација на загадениот воздух. Значи сега има различни материјали, различна е нивната порозност, постојат и медицински маски со различен степен на задршка заштита, а постојат и специјално дизајнирани маски кои што се направени за користење во тек на загаден воздух. Сите тие ги намалуваат частичките на загадениот воздух кои што ние ги вдишуваме. Но рековме дека најштетни се најмалите, а најмалите најтешко ги задржуваат маските, нели? Тие ќе задржат поголеми партикули. Колку е помала частичката во воздухот, толку моќта на маската, на заштитното средство е помала да ја спречи. Значи, покрај тоа што ние преку глава од носење маски, сепак е пожелно колку толку би заштитиле нешто. Да, секако. Но не и од оние најмалите кои што споменавте, тие навлегуваат без разлика на се. Двајца гледачи ќе вклучиме во денешната Телма амбуланта, очекуваат да постават прашање. Добар ден за првиот гледач. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Да ве поздравам. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Само да ве замолам и да ве прашам, веќе трет месец се справувам со кашлица. Така да 2 дози испив амоксиклав, па некој мало подобрување имав, па панцев пиев една доза, завршив на пулмологија со декортин и вентолин. И јас себе вчера бев кај докторот, повторно ме слушна, рече дека нема ништо на плуќа, резултати се во ред, а јас се уште се справувам со кашлица, на боледување сум, имам чувство дека се уште не можам да искашлам како што треба, зимам воздух, се справувам некако со потешкоти, не до тој степен како што бев, меѓутоа не ве велам наредна недела треба да почнам на работа, а јас се уште не се осеќам баш во најдобро состојба. Па сега сакате некаков совет во Па некој совет ако може од аспект на упорната кашлица. кашлица. Веќе 3 месец вака Така, 3 месеца пролонгирана упорна кашлица. Ви благодарам за вклучувањето. Професор, ќе го вклучим и следниот гледач да не чека, па потоа на двете прашања ќе дадете одговор. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Благодарам. Сакав да поставам едно прашање од технички, да речеме електронски карактер, бидејќи зборувавте за прочистувачите на воздух.
Значи има прочистувачи на воздух кои што само го прочистуваат воздухот со филтер и има и биоионизатори кои што произведуваат позитивни иони, негативни иони ги спуштаат позитивните иони во вид на прашина. Сакав да прашам, пошто знам дека е корисен биоионизаторот кој што и се употребува по болниците, дали и во колкава мера може да се користат? Значи биоионизаторот колку може долго време да работи, бидејќи може да има и штетни последици. Па тоа сакав да прашам докторка. Ви благодарам за вклучувањето. Започнеме со првото прашање, упорна кашлица, 3 месеца. Јас прво би одговорила на вториот гледач, затоа што е многу пократок одговорот, бидејќи јас не сум техничко лице, немам познавања од технологија како функционираат апаратите. Мислам дека не се чувствувам доволно компетентна да зборувам за тоа. Така да, одговор на ова прашање ќе треба да даде некој што се разбира во технологијата, а во секој од тие прочистувачи постои упатство, постојат сервиси за поддршка на граѓаните, така да мислам дека одговор на ова прашање ќе треба да побара гледачот таму. Што се однесува до првата гледачка која што се јави со својата кашлица, бидејќи кажа, мислам прва работа би кажала да се јави на преглед на клиника за пулмологија, меѓутоа бидејќи ја кажа дека веќе била 2 пати на преглед, примала терапија, верувам дека колегите направиле се што требало да се направи. И тука објаснувањето за кашлицата е дека таа слузница на дишното стебло, која што била болна, примала антибиотик, значи претпоставувам дека сработило за некаква инфекција, сега е во фаза на опоравување и таа фаза на опоравување може да трае различно кај различни луѓе, понекогаш дури и до 6 недели. И сега загадениот воздух е додатна дразба која што ја дразни таа слузница која што се опоравува и кашлицата се јавува поради тоа. Најдобар совет во оваа состојба е да престојува малку на место каде што воздухот не е загаден. Значи, ако постојат услови да излезе надвор од Скопје и барем неколку дена да престојува таму каде што воздухот не е загаден. Значи, покрај терапијата која што е препишана од доктор што ја прегледал, мислам тука не би навлегувала во тоа. Професор Ќобичо, каква е кашлицата која што е резултат на иритација од загаден воздух? Дали е сува, иритантна, продуктивна? Како звучи? Секој човек има своја кашлица. Така да различно реагираат различни организми. Некој почнува со сува кашлица па прави обструкции, заидување, викаат нашите луѓе. Некои луѓе се склони да прават секреторна фаза, па почнува со секреција и така натаму. Значи, не можеме да дефинираме кој тип на кашлица е поради загаден воздух, а кој тип на кашлица се јавува поради некоја друга причина. Секоја кашлица заслужува медицинско внимание, значи си постои цел протокол во кој што се прават анализи во неколку круга, кои што ќе дадат одговор дали кашлицата се должи на загаден воздух или понекогаш е симптом на некоја друга болест. Доколку е резултат на иритација од загаден воздух, има гледачно само накратко, дали би можеле да помогнат оние инхалации што се со кортикостероидни препарати, да речеме, кои што се користат масовно, особено кај децата? Масовно користење на кортикостероиди е недобра работа. Јас не можам да потврдам дека масовно се користат, ако е тоа така. И на своја рака родителите понекогаш даваат. Не знам како доаѓаат до таквите препарати. Јас знам дека нашите препарати кортикостероидни треба да биде подпишано од субспецијалист за да може да ги подигне пациентот. Така да масовна употреба на кортикостероиди некогаш, односно ако е тоа масовно и без контрола, секогаш е проблем. Кортикостероиди се сериозна лекарства кои што се даваат по строго одредена индикација и затоа се потребно да се направат претходно различни испитувања за да донесеме одлука дали некому му треба кортикостероид или не. Кортикостероид е лек кој што може да направи и големи проблеми таму кај што не му е местото да се даде. Добре што ова ни го појаснивте. Мојот апел е да не се решава проблемот на загаден воздух со кортикостероиди.
Може би ќе ги смири локалните симптоми, но нема да го спречи отровот да ги направи другите проблеми. И настрана од тоа, кортикостероидот има своји несакани дејства. А тие несакани дејства се навистина сериозни. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања, тројца овој пат. Добар ден за првиот од нив. Ало. Повелете, во програма сте. Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Кој е вашето прашање? Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот доколку сакате успешно да комуницираме. Ево го намалив. Сега ќе можеме флуентно да разговараме. Повелете, кој е вашето прашање? Ве слушаме одлично. Кажете ми само што ве интересира, што би сакале да знаете овој пат. Да. Благодарам за програмата и благодарност голема за докторката која ни дава упатства како за понатаму. Прашањето е... Господине, само ќе ве молам да не правите паузи во континуитет. Кое ви е прашањето? Инаку ќе мораме да ви исклучиме. Одиме со следниот гледач, во меѓувреме нека се слушне гледачот со нашите колеги од режија да му појаснат на каков начин да искомуницираме. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Да ве поздравам вас и почитуваната професорка. Благодарам. Станува збор за ковид пациент хоспитализиран кај нив во клиника во август месец, иначе на возраст од 73 години, со диагноза пулмонална тромбоемболија. Во моментов се уште бев 2 пати кај нив на контрола, кај почитуваниот доктор Бојан Димитриевски, во овој случај го поздравувам. Сакам да ја прашам професорката, пошто искаштувам во попладневните часови шлаем, колку ќе ми помогне чајот од бел слез. Поздрав и имајте убав ден. Ви благодарам многу за вклучувањето, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во ред, одговорете на прашањето, па ќе продолжиме со прашањето од гледачите. Значи, пациентот прашува за сериозен пулмолошки проблем, всушност кажа 2 диагнози, имал ковид пациентот, имал белодробна тромбоемболија. Опоравувањето од двата причинители е долготрајно, значи тромбоемболија се лекува повеќе месеци, така да искашлувањето на одредена секреција во тек на денот или во тек на попладневните часови може да биде поврзана со некоја од овие работи кои што ги прележал пациентот или може да биде причина од некоја сосема нова ситуација. Затоа најдобра препорака би било да пациентот се јави на контролен преглед, да се направат основни инвестигации за да може да биде даден точен одговор и да се советува тоа што треба да се направи. Но чајот од бел слез во принцип? Чајот од бел слез поттикнува искашлување, така да, мислам, поттикнува го, раствара секретот и во принцип не би требало да има проблем, но во секој случај, ако некој имал 2 сериозни пулмолошки проблеми, би требало да биде прегледан. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Битола. Повелете, господине. Пред 10 дена ме фати полека една кашлица, па таја веќе почнуваше во голем ект и не можев никако да ја скратам, па кренав температура, па зедов антибиотик цитерал, со тој цитерал ми помина температурата, нема воопшто ништо, али во цело време имав многу големо кашлење со голем шлајм, вадење од градите и голем секрет од носовна течење. А се уште имам
али е во фаза на поминување на кашлицата и на секретот, дали треба нешто понатаму да земам или да се јавам на снимка на гради, било што кажете ми Така, понатаму. што да направите понатаму? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би Советот е можеле да совет? посети доктора, докторот ќе одлучи дали треба да се направи слика на градите или треба да се направи некое друго испитување. Значи, задолжителна лекарска контрола. Апсолутно. Продолжуваме понатаму со прашањата поврзани со загадениот воздух и нашите секојдневни активности, но добив знак дека повторно имаме гледаш да му дадеме предност, па ќе продолжиме со денешниот концепт. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Овака, јас само би сакал да една приметба да ви кажам. Гледачот што се јави пред 20-тројца таму кој беше. Вие го исклучивте, Да, бидејќи имаше... може би човекот има говорна мана или Не, немаше говорна мана, туку беше вклучен тонот на телевизорот и не можешме да се слушнеме и да разговараме. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Човекот сакаше да праша нешто. Затоа се јавивте, само тоа имате да... Не би требало на тој начин, а може би човекот не говорна мана, да има било каков проблем и не може да се искаже. Може би има трема, може би има било што. Добро, ви благодарам за вклучувањето, доколку тоа беше се. Прашање немате, така? Пријатно. Продолжуваме понатаму, професорке. Доколку, еве сега, е загаден воздухот и одлучиме да одиме на работа со велосипед или пак да прошетаме. Дали тоа се препорачува? Не. Напротив, се препорачува обратно. Здрав живот секојаш подразбира физичка активност, но со секоја физичка активност, пешачење, возење велосипед, спортување и така натаму, се зголемува бројот на вдишувања во една минута и се зголемува волуменот на вдишениот воздух. Со тоа вдишуваме поголема количина на воздух во единица време и вкупната количина на вдишаните отровни материи од загадениот воздух се зголемува. Затоа во време на аерозагадување препораките се да се намалат сите можни физички активности во зоната каде што е загаден воздухот. На тој начин ја смалуваме вкупната количина на внесени несакани честички во организмот. Така, но сепак се препорачува физичка активност за подобрување на целокупното здравје. Не во време на загаден воздух. Но не во време на загаден воздух. Никако, апсолутно. Дури треба да се забранат сите работи на отворено, кога е загаден воздухот, затоа што на тој начин на половина ги смалуваме количината на внесени отровни материи во нашиот организам. Така, бидејќи некога се советува, велат, оставете го автомобилот, одете пешки до работното место, да придонесеме и ние како поединци кон намалувањето на загадувањето, но очигледно во тие моменти на енормно загадување треба да внимаваме на нашето здравје. Мерките, општите мерки за намалување на загадувањето со намалување на бројот на автомобили апсолутно има свое место. Но човекот кој што ќе го остави автомобилот и ќе тргне со пешачење да стаса на одредена ординација, тој самиот го зголемува ризикот од загадениот воздух. Така. Затоа, таму каде што се препорачува да се остават автомобилите, за да се намали вкупната емисија на загадување во воздухот, препораките се да се користи градски превоз, за да луѓето сепак стасаат таму каде што треба да стасаат, а да нема физичка активност со пешачење, велосипеди и така натаму. Добро и ве споменавте дека оние кои што имаат некаков здравствен проблем, би било убаво да прошетаат на чист воздух. Доволни ли се, да речеме, посетите на водно за време на викендот од неколку часа? Ке помогнат ли тие во подобрувањето на општата состојба на организмот? Секој вдишување на воздух кој не е загаден помага. Колку е тоа повеќе, поголем период, толку е подобро за здравјето. Водно е белодробието на Скопје, така да со години наназад викендите на водно се преполни, баш заради тоа што луѓето сакаат и треба да одат на водно. Сега, водно е мало во однос на вкупната популација на Скопје и не може да ги задоволи сите наши потреби, но секој престој на простор каде што воздухот не е загаден
е корисен. Колку подолго, толку подобро. И колку почесто, толку И подобро. колку почесто, апсолутно. Значи, во овој... А што додека сме болни, доколку имаме некакви симптоми на болест кои што се долготрајни, не поминуваат, многу е загаден воздухот, дали и во таква состојба е препорачливо понекогаш да се прошетаме на место каде што воздухот е чист? Секогаш се препорачува прошетка на отворено и на болните луѓе, освен таму каде што основната болест бара мирување. Значи не можеме да поставиме генерални препораки. Постојат болести каде што мирувањето е дел од лекувањето на тие луѓе, не можеме да им препорачаме прошетка на водно и на чист воздух. Така. Но можеме да им препорачаме престој на простор кај што нема воздух без пешачење, има различни облици на престој. А доколку употребуваме оние што се солени капки за хигиена на носната празнина, дали тоа би можело до некаде да помогне во иритацијата на слузокожата од полутантите? Онаа тоалета што се препорачува секојдневна со солени раствори. Изотоничен раствор, солен раствор ја измива слузницата. Значи, оние честички што се залепени на слузницата на носот или на грлото кога се прави гаргара, ги измиваат механички, ги отстрануваат. Ако има растопени хемикалии на слузницата, исто така со самото испирање ги отстрануваат, па може да олеснат, но не го решаваат проблемот. Сега тука постојат различни концентрации, хипертонични, кои што имаат друг механизам на дејство, да го смалуваат отокот и така натаму, но овде не би спекулирала со такви дозирања на хипертоничен раствор, затоа што ако тоа се користи неправилно, може исто така да даде своји проблеми. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Мислам дека првиот гледач се исклучи, но еве вториот веќе го вклучија во програма. Ало. Добар ден, повелете. Предходно се јавив, ме исклучивте. Така, бидејќи ви беше, да, еве повелете, само се надевам дека овој пат ќе го намалите тонот на телевизорот и следете го разговорот во слушалката. Повелете. Доволно да одговорам, јас имам малце говорна мана и вистина не требаше да ме исклучите. Повелете, господине, кој е вашето прашање? Како прашањето е, имав кашлица голема со исфрлање на секрети, односно на ново течење. И на крајот не можеше никако да ми поминува, имав температура и ведов цитерал, една доза испив, температурата ми престана, носот се уште полека течи и кашлицата се уште продолжува, а исфрлувањето на шлајмот е се уште. Дали треба да земам понатаму нешто или самото ќе исчезне? Тоа беше до почитуваната докторка. Благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето, господине професорке. Ако не се лажам, ова прашање го слушнавме. Точниот одговор на ова прашање е да се посети матичниот доктор и тој ќе знае да ви советува дали треба да почекате време да се опорави слузницата или ќе треба да се додаде некоја терапија. Вака, било кој совет може да направи поголема белја отколку да помогне. Значи, мојот совет е да ве види матичниот доктор. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Во новембар месец правев компјутерска томографија со контраст и ево што ми пишуваат резултатите. Лево во супериорна лингуа се следи недетерминирана мекоткивна овална формација 16 мм со ирегуларни маргини и лесна околна пневматична реакција. Десно субплеврално се нотираат ситни адхезии и грануломи со диаметар до 5 мм. Ситна модуларна формација со дензитет на млечност, ако е диаметар до 5 мм, се забележува и десно, а останатиот дел е со хроничен карактер, тумор маркерите се во ред и примав терапија моксифлохаксин 400 мг, а сега имам пумпици
Вентолин и Форспиро, Аирфлуса. Ме праќа на клиника, но не прифатив. Значи, треба да прифатите и треба да дојдете на клиника за да се направат додатни испитувања, да се дефинираат состојбите и само тогаш ќе може да препорачаме соодветна терапија. А ова нешто, мене да не ми е нешто ова канцер нешто. Значи, треба да се направат додатни испитувања за да може да одговориме на вашите прашања. Така, значи ќе треба на универзитетската клиника за пулмологија и алергологија во амбуланта. Таму ќе покрај компјутерот сигурно има и други анализи, оти никој не оди право на компјутер и врз основа на тоа докторот ќе одлучи што треба да се направи друго за да ја дефинираме опишаната промена и тогаш ќе препорачаме соодветна терапија. Професорке, што можеме да направиме во ова време на индорно загадување за да го заштитиме белодробното здравје од ситните PM честички? Постои ли нешто? Најголема заштита ќе направат ако се направи нешто да се прочисти воздухот. Тоа е генерална мерка за подобрување на здравјето, но тоа не може да го спроведат докторите. Тука има многу други фактори. Она што јас можам да советувам е да се прави лична заштита, значи да се избегнува престој на отворено, да се избегнува физичка активност на отворено. Ако мора да се излезе од дома, да се заврши некоја работа, тоа да биде во период на денот кога аерозагадувањето е на пониско ниво. Да се носат заштитни средства таму каде што може и таму каде што е неопходно и да водиме здрав живот, значи секој слободен момент да го поминеме во природа, на чист воздух, таму може и да се спортува и треба да се спортува, повеќе од тоа човек сам не може да направи. Така, ви благодарам многу за денешното гостување, за убавите појаснувања поврзани со темата која што воопшто не е пријатна за разгледување и за коментирање, бидејќи едноставно сме осудени да живееме во средина со загаден воздух, не се презема речиси ништо за да се реши проблемот, да се надеваме дека во иднина состојбата ќе биде подобра. Благодарам на поканата, се надевам дека одговорив на некои прашања, а што се однесува до аерозагадувањето, треба сите да се вклучиме и на свој начин да допринесеме колку е можно да тоа се намали. Ви благодарам уште наш професорке за гостувањето, им благодарам и на гледачите што денеска што не следеа со внимание, им благодарам на оние кои што се вклучија во денешната емисија со нивни прашања. И се гледаме секој работен ден, секако во редовниот термин на емисијата 12 часот и 45 минути, фреквенција телевизија Телма, термин во кој што заедно учиме за нашето здравје. Имајте пријатен ден.